Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добредојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој ќе разговараме со модерните професионалци без канцеларија. Овој подкаст е поддржан од Прокрај банка, банка која го разбира животот на младите и на фрилансерите, со посебни пакет понуди како што се Пројанг и фрилансерскиот пакет кои се тука да ви го олеснат вашиот банкарски живот. А сега гледајте епизодата и уживајте. Здраво на сите и добредојавте во нова епизода од Фрилансерска дружба. Денеска имаме многу интересен гостин. Со мене е фриленсер, човек што е во селз и во маркетинг светот, исто така е и предприемач. Чест ми е да ви го представам Јован Мажинаров. Здраво Јован, како си? Здраво, супер сум, како сте вие? Добра сум. Ви благодарам на поканата и чест и задоволство ми е денес да видам ваш гостин и се надевам дека тоа што ќе го споделиме ќе дојде до многу луѓе, ќе ги искористат работите нашите совети што ќе ги споделиме денеска и дека ќе направат нешто успешно. Тоа е целта, мислам, самата епизода и самиот подкаст за тоа е креиран да составиме некој дигитален трак позади нас, посебно во овој нов дигитален свет. Тебе повеќе, кој ќе го спомнат Јован, повеќе те знаат и како селз, и како маркетинг човек, што бил и во фриленс водите, а денеска е предприемач. Кажи ми, дали си се гледал уште од порано како предприемач или тоа нигде никаде спонтано излезе? Од секогаш сакав да бидам. Уште од мали нозе и додека тренирав фудбал, бидејќи 15 години од животот се занимавав активно со фудбал, со спорт. Сакав еден ден да имам нешто мое, нешто што јас ќе го изградам. Сепак потекнувам од фамилија која е повеќе поголем дел од мојата фамилија се правници. Најверојатно влечам некои корени од дедо ми, кој што се занимавал со, да кажем, во тоа време некој вид на трговија. И од секој пат знаев дека сакам да изградам нешто свое, дека треба да изградам нешто свое. Не бев сигурен кога ќе се случи, не знаев кога ќе дојде, да кажеме, тој момент, али моментално уживам во него, уживам во процесот и се надевам дека ќе си ги остварам со ништата кои што ми се замисле. Многу ми е мило што го кажа. Мене ме интересира, бидејќи најчесто е во самите епизоди од Фрилансерска дружба, до сега што сме ги имале, многу често секој предприемач својата патека се ја започнува како фриленсер. Да си работи на своја рака, сам да ги наоѓа, да ги брка клиентите. Како започна твојот фриленс пат? Знам дека од пред тоа што разговаравме е далеку во факултетските денови, тука за тоа како започна твојот фриленс пат? Бев на факултет, дипломирав 2022 година на УГД Гоце Делчев. По струка сум компјутерски инженер, значи компјутерско инженерство и технологија завршив. Бидејќи ја бев при крај со фудбалската кариера, ради тоа што веќе бев на факултет и морав, обично во животот, секој пат ќе дојдат некоја раскрсница во која што треба да одлучиме што ќе правиме. Јас избрав да се едуцирам и да продолжам со малку посериозна едукација. И дојде момент кај што едноставно ја имав супер поддршка од страна на моите родители, али одлучив дека треба да почнам да правам нешто сам. И додека бевме втора година на факултет, со еден мој пријател и ден денес другар, Александар Раце, почнавме да нудиме на мали и средни бизниси во Штип, да нудиме изработка на веб-сајтови. Имавме завршено 2-3 часа, не знам, HTML и мислевме дека сме спремни. Позадински учевме, изучувавме WordPress, он беше малку поискусен од мене во тој дел. Јас секој пат бев повеќе на страната на селс, кај што едноставно требаше да соберам храброст и тоа денеска што е најтешко, ајде да кажам, за тие што почнуваат да градат нешто свое, што имаат амбиција да почнат да пишуваат на клиенти, да звонат. Значи јас бев во таква ситуација и беше малце зезнато ради тоа што на 18-19 години го немав до сега тоа правено. Од секој пат сум бил комуникативна особа, од секој пат сум сакал да зборувам со луѓе, немав срам да се запознавам со некој, да му придам и да разговарам. И направивме план и стратегија, едноставно станавме, не бевме на факултет тој ден, немавме предавање и почнавме во центарот, конкретно на градот, да одиме од фирма во фирма. И така започна, да кажам, тоа мое прво патување.
влеговме во неколку фирми, пред тоа си имавме направено визит картички на Canva. Ми интересира, кога викаш одевте од фирма по фирма, значи правте баш тоа старомодното да Old одиш, way, да. чукаш на врата, здраво, дојдов нешто ви продадам. Значи беше буквално old way, кога што имаат работено ше порано, нели, луѓето што работат sales. Има една приказна по која јас се водам цел живот, во исто време кога ќе станат двајца луѓе кои што работат sales и ако се наоѓаат, ајде да кажам, во изград и ако врне дожд, едниот ќе каже леле истура, сега сите луѓе се дома, немам што да продам, а другиот кога ќе стане ќе каже леле врне, сите се дома, идеален момент да продам нешто. Така да, бевме едноставно спремни од аспект на тоа што имавме направено наши визит бизнес картички, си измисливме некоја фиктивна компанија што не постоеше, се викаше AJ Company. До ден денеска во лаптоп чувам некои дизајни и работи што ги имаме правено и почнавме да одиме од фирма во фирма. Добивме десетина не, значи тоа е дел од процесот, мораш да добиеш не, ако не добиеш не, правиш нешто како што не треба. Така викаат. И дури некои луѓе се изненадија, ради тоа што мислам дека дигиталното присуство или дигитализацијата кај нас во Македонија, ајде да кажам, зачекори многу посериозно после 2017 година. И мислам, можам да кажам дека ајде сме биле на некој начин меѓу првите што нудиме некој вид на некоја дигитална услуга. Нели од секој пат постоеле, ајде да кажам и пред тоа вебсајтови, али за наша возраст, за тој период кој што бевме и двајцата, со никакво работно искуство, мислам дека беше одличен почеток. Некои дури компании беа изненадени у позитивна смисла, ни кажа дека ќе не контактираат и најинтересно што беше секој пат во секоја фирма што влеговме, најдов начин да оставам наша визит карта. Значи без разлика дали ни кажа не или да, реков окей, ако може да не препорачате, ако знаете луѓе на кои што можеби им треба вебсајт, еве нашата визит картичка, може да ни се јавите. И влеговме во една златара, нели сега нема да именувам фирми, која што на прв поглед, еве, иако не заврши целиот процес кој што треба, ќе кажеме на крај за да слушнат сите, ќе бидам благодарен на таа можност, бидејќи таа можност ни помогна да се изградиме и влеговме, побара да се направи вебсајт како на MyTime. Да, окей, за нас можеше се. Се единствено нешто што ни беше важно е да договориме цена која што за нас ќе биде доволно да тој месец го Издржите. истераме на некој Да. начин. Цената беше 9000 денари, што падна смешно на човеков што сакаше да не ангажира, ќе разберам зошто. И се согласи, договорот беше да ставиме дополнително 100 продукти на вебсајтот и да му дадеме вебсајт. Ме интересира дали потпишавте некаков договор еве на почетокот. Не, ние влеговме, кога влеговме кај него во дуќан, бевме толку директни и кажавме, види, ние сме студенти, немаме фирма, немаме ништо, дали тебе ти представува проблем да не платиш кеш, нели, доколку си ја завршиме работата. Да, не е никаков проблем, знаеш, као се договоривме усно на некој начин. И бевме толку многу под импресии двајцата, кажавме на сите колеги на факултет дека ние веќе имаме прв клиент, дека компанијата се развива. И дојде момент кај што дојде лето, месец дена АЦ не беше во Штип, во Македонија. Остана на мене делот кај што требаше да ги додадам сите продукти кои што останаа. Продуктите беа сите додадени. И сега бевме под импресија, значи помина 3 месеци сигурно од кога почна муабетот со таа фирма. Требаше да ни се плати. И сега доаѓа нели тој дел кај што сите, ајде да кажам, компании им најтешко им паѓа, а не разбирам зошто, бидејќи секоја сработена работа треба да се вреднува. И не ни платија. Отидовме да збориме дека треба да ни се плати, човекот ни побара фактура. Не знам зошто. Кажавме, види, ние не можеме да ти дадеме фактура, немаме фирма, како да ти дадеме фактура. И дојде момент кај што, пошто се моите родители се адвокати, и пробав да најдам начин да звонам некако да се јавиме на човеков, да му кажеме, види, дај платим на децава, пошто сработиле. Преку еден мој пријател, исто така пријател на татко ми во Штип, се јавивме, близок денеска пријател,
ми е, еве да не спомнувам, ќе се препознае кога ќе не гледа. Се јавивме, пробавме да издействуваме да ни дадат да не платат, не платија. Го бутнавме сајтот, значи беше Тоа ми прикачен, беше следното беше праша. прикачен на домеин, го бутнавме сајтот. Ни се јавија нервозни, ни кажаа многу вулгарни зборови на телефон, што за мене беше окей, ова го сакаше, ова е процесот, тоа е тоа. И едноставно тука прекина делот кај што изгуби малку самодоверба, ќе бидам искрен. Изгубив самодоверба, што е нормално. И дојде момент кај што викам, окей, дај да пробаме што можеме плюс да направиме. Дојдовме, разговаравме со уште неколку фирми кои што не прифатија тогаш. И ние наш вебсајт имавме како фирма. И од тоа имам слики што ги чувам денес, изгледаше многу добро. Искрено Аце го направи. И од прилика таа почетна фаза приказна заврши тука. Значи толку со еден клиент кажано неуспешен, али битното е што еве и на таа возраст сте пробале, сте биле храбри, почнувајќи од моментот дека сте чукале од врата на врата, па се дова толку со веб страната, ја бутнавте, чао. Понатака што се случува? Почнувајќи од студиите, дали почнаш нешто ново да учиш во меѓувреме? Понатака дојде момент кај што почнаа да излегуваат на социјалните мрежи реклами од дечки кои што се на некој начин во тоа време пред мене со размислувањето, со маркетингот, со искуството и почнаа да се промовираат доста видови на курсеви во Македонија. И ми излезе еден дечко, до ден денеска сум во контакт со тој дечко, станавме другари. Максим се вика. Ми излезе реклама во која што гарантираш он дека доколку се заврши неговиот курс за дропшипинг или препродажба на народски кажано, препродажба на продукти, го земаш продуктот нели од вебсајт каде што е поевтин, го ставаш на твој вебсајт, си ставаш твоја маржа и го продаваш продуктот и разликава ја задржуваш ти. И ми падна многу интересно ради тоа што беше нешто ново, ми остана неостварена желба да имам e-commerce продавница. За се имам време За уште. се имам време. Се слагам. И директно возбуден прво видов да видам цената која е. И се имаше две цени, едната беше 850 или 900 долари, така нешто. Не, 999 долари беше едната цена, а другата цена беше 500 долари. И сега требаше да одлучам со кој пакет ќе одам, да? Разликата беше тоа што на состанокот ми кажа, ако одиш вика со овој што е 999, ќе почнеш инстантно да правиш пари. The scam of the century. Да. И сега доаѓа најинтересниот дел, кај што викам, окей, 55.000 денари, ја немам. На моје име, дали имав 50 евра на сметка, 3.000 денари дали имав. Шо ќе направиш со 3.000 денари? Треба да излегуваш, треба да ставиш гориво у кола, пошто бев тазе шофер. И викам, сега ќе зборам прво со моите, ама шо викам дека ќе зборам со моите, нема да ме разберат шо е, викам за нив дропшипинг, шо значи, викам, ништо не значи, поготоа да кажам дека некој американец треба да му платам за курс. Нема шанси. И викам, окей, зборев прво со татко ми, вика, види, јас за ова пари не ти давам. На мама не ќе да замарам да изборам. Викам, добро, што ќе правиме? Дај, викам, да најдам начин како да дојдам до пари. И во тоа време некој видео ми излезе на YouTube, значи вика, не ти требаат, вика, пари за да почнеш да работиш нешто. Можеш, мислам, ти требаат пари, но не мора да имаш твој капитал за да го направиш нештото. И викам, добро, кои се, викам, на татко ми пријатели кои што заработуваат посериозна сума на пари. Добро, е многу интересен начин на размислување. Да. Значи сум имал, најверојатно во тоа време сум имал момент каде што едноставно сум бил свесен дека можам да се снајдам. И доаѓа момент кај што свртам на неколку телефони, добив едно не, и дојде момент да се јавам на еден пријател на татко ми, исто адвокат. Тој ден денес ќе му бидам благодарен за се што има направено за мене, бидејќи ми има многу помогнато. И секој пат кога бараш нешто, ќе најдеш. Нели како викаат, тропни и ќе ти се отвори. И се јави, викам, види, отидов кај него во канцеларија, се ежам сега дека зборам. Викам, види, немам пари, ама имам, викам, идеја. Дали можеш, викам, да ми помогнеш? Станува збор за тоа и тоа, станува збор за дропшипинг. $1000 е курсот, треба, викам, да го купиме.
можеш ли, викам, да го купиш курсот за мене? Јас викам ќе се посветам максимално, ќе научам се што треба, ќе отворам продавница и викам ќе делиме 50-50. Ама викам ќе треба и да се инвестира и во реклами, некои 500 викам до $1000 месечно. Дали викам си окей со тоа? Секако, значи немаше 3 секунди од одговорот негов. Ми даде пари, 55.000 денари, ја вака ги носам. Ги ставам кај мене на сметка и се загревам дома, викам, сега викаме моментов, треба да уплатам. И уплаќам на вебсайт што не го знам. Многу е битна, тука ќе се надоврзам еве за сите што не гледаат. Многу е битна вербата во животот. Некој пат треба и да веруваш слепо во некои твои идеи, без разлика дали ќе се реализираат или не, бидејќи вербата секој пат ќе те однесе до некој момент кој што утре ќе се исплати 100%. И јас на слепо веруваш на човек што никој пат не си го видел живот, 2 пати ти се јавил на WhatsApp, уплаќам пари и сега чекам. Добив конфирмација на мејл дека се уплатени $1000 и ми се јавува негов асистент од Канада на WhatsApp и ми вика, види, можеш да почнеш сега со видеава, се ти е отклучено, кога ќе ги завршиш, контактирај ме мене, за да почнеме со сесии, како да работиш реклами и да биде твојата продавница лайф. И окей, јас не си одев од возбуда, не излегував од дома. Или кога ќе излезев, имаше моменти ќе излезеш со друштво, нели? Значи, собирам храброст, да викам, ајде побрзо да си отидам, знам дека сум на, не знам, 30% од курсов, да го завршам побрзо пари ќе правам. И веќе у глава си замислуваш се, леле, викам, ќе си купам кола, на моите, викам, ќе помогнам, ќе им дадам на моите пари, ќе отидам вамо, ќе отидам онаму, размислуваш се. И среќен го завршувам во рекордно време курсот и највеќе што научив од тие лекции, пак ќе кажам, секој пат има во сет некое добро што ќе ти користи утре. Научив јас од самиот курс научив маркетинг. Да. Реклами, Facebook Ads, мета денеска, ги научив од курсот. И почнав да градам, да го девелопирам вебсајтот, не ни беше девелопмент, беше на Shopify full. Го направив, бејби продукти. Да, сакав додам, знаев од секој пат дека женската публика е најактивна во шопингот, поготово ако погодиш продукт. Гледав колку новороденчиња има во Америка, направив некои ресерчес, истражување направив. До ден денеска се стои тоа дека еден од најголемите пазари, конкретно за e-commerce, кај што најдобро тераат се baby products и колку секогаш ќе биде активен тој пазар. Интересна индустрија, доста за бизнис, искрено. И го направив вебшопот, не може да се сетам сега на продуктот, различни беби продукти имаше. Во тоа време они сугерираа дека треба да имаш one product page, као еден продукт да продаваш, не повеќе, не знам зашто, такава беше политиката во видеото што ги слушав нивни. И го направив, јас со повеќе избрав да направам, почнавме со реклами и почнаа да ми стигаат пораки во стилот how can I order? Добра. Се чека малце, јас имам се сетирано, картица една друга. И ја мислев дека мене не ми треба ништо, туку париве стигаат на Shopify, јас некако ги влечам после на картица и тоа е тоа. Ама имало сериозна работа позадински. Тука паузирам се, му кажувам на мојот пријател денешен, му кажувам за што станува збор, што се случува и доаѓа момент каде што почнувам да студирам како јас да дојдам до payment метод. За жал, инфраструктурата во Македонија тоа време и денеска... И се уште кажано. Да, се уште кажано, не е окей. Ева да се изразам покултурен да бидам. И наоѓав решенија кои што не беа решенија. Мислев дека се решенија, не се решенија. И дојде момент кај што викам окей, као направив некој payment метод, некоја англиска банка беше упрашање, што мислев дека е payment метод. Но не функционираше. И ден денес ми е криво зашто не продолжив да се обидувам и да барам совети, решенија. Мислам дека сепак 2018, не е 2026, сигурно имало работи кои што не биле до толку развиени како денеска. Тоа дефинитивно. Да. И отидов кај пријателов, викам, види, за жал ја морам да застанам, мислев дека ќе успеам, ама тоа е тоа. Не е проблем, јас вика сум тука секој пат да те поддржувам во се,
да си здрав и жив. Што значи да имаш во некој во тебе да има толкава доверба? Нешто најдобро што може да го има човек. Зошто? Денес, мислам, и низ годиниве како се развивав во човекот што сум денес, многу предпазливо ја бирав околината со која што поминувам време. Многу битен фактор. Имав различни друштва, да. Денеска си ги почитувам сите луѓе со кои сум се дружел и се гледаме на момент, на периоди, не нормално толку често. Али кога ќе почнеш да размислуваш малку надвор од околината, доаѓа момент кај што кој што верува, нели? Се ствараат ситуации и моменти кај што запознаваш луѓе кои што ти требаат. Да. И тоа е докажано дека е така. Ти се вратам на прашањето да не го збориме толку комплицирано. Најбитно нешто кога почнеш. Поготово некој да ти довери 1000 евра во 2018 со денешна инфлација, кај што се многу пари и ти да ги изгубиш. Посебно за млад човек. Да. И дојде момент кај што помина недела дена, не знам што се случи, има Господ, јас ќе кажам, не знам што се случи, ми стигна рифанд на 1000 евра, на 1000 долари од курсов. Од нигде никаде. Од нигде никаде. Седев кај сестра ми на гости и ми стига нотификација од Стопанска банка дека ми се вратени парите на сметка. Добро. Среќен, звонам на мојот пријател, одам кај него, го гушкам, викам, види, Еве ти ги парите еве назад. ти ги парите, ме погледна и ми рече, еве ти 6000 денари, ова се од мене за храброста, вика, ти што ја имаше да напочнеш нешто твое. И тие за мене 6000 денари тогаш беа многу пари. Бев многу среќен, пошто 18 години, 19 излегуваш викенди, имаш за гориво, имаш за другари, топ си, супер Да. си. Имаш за инвестирање плюс. Да. И многу бев среќен кога го направам тоа. Посебно ми исполни таа ситуација. Посебно ми е драга до ден денес и се надевам дека ќе го слуша ова видео, ќе биде и он, ќе му биде интересно. Така да тука заврши вториот обид. Вториот За неуспешен. градење на нешто свое. Драго, доколку... Време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Среќа бар и Среќа Русидер вие го поддржувате Стартап клуб Скопје, така што следната кафе пауза ме проведете токму кај нас. Имам прашање едно малце ќе надвор од темава моментално што разговараме. Али за малце на почетокот ја фати. Од човек што пример еве бил на факултет за компјутерско инженерство, за програмирање. Најлабо што те потикна ти да се свртиш во маркетинг и во селс? Многу ме интересира поради фактот што јас сум на Финки запишана, а јас работам маркетинг. Колега тука исто така на Финки работи маркетинг. Поради такви ситуации гледам многу често се повторува тој момент каде што програмери се префрлаат кон маркетинг, кон селс делот, обично луѓе што се интровертни, сега стереотипично зборам тука, не значи за сите, ова морам го нагласам, завршуваат некои вакви комуникативни, екстремно комуникативни работи. IT индустријата е многу обемна индустрија. Да. Има секакви сфери внатре. Најголемиот пресврт се случи кога веќе официјално бев завршен со фудбалот, со се што носеше тоа позадински, дропшипинг, вебсајтови. Внатрешно знаев дека не сум човек што ќе седи позади лаптоп и ќе куца. Треба многу, треба логика, треба да го сакаш тоа. Пак би рекол, се што правиш, окей е во 20-тите и да не знаеш дали го сакаш доволно, ама едноставно внатрешно, дури кога бранев дипломската, деканката на факултетот ми кажа, види колега, ти сигурно не си за програмер. Мислам дека многу ми беше добро, најверојатно презентацијата кога ја бранев дипломската и ради тоа ми го кажа тоа. Внатрешно во себе бев, знаев и дури кога се сретнав со дропшипинг, со вебсајтовите што ги нудевме, со Facebook рекламите, толку ми беше фасцинантно да ја можам со
40, 50, 100 долари да дојдам до маса на луѓе и да продадам продукт. Тоа ме освои мене. Мислам дека баш и Facebook Ads беше таа пресвртница што јас видов дека викам чекај малце сега. Малку да размислуваме рационално. Можам да се вработам како програмер, нели? Имаш одреден дел, големи плати имаат програмерите и така натака. Тоа беше фамата. Да, посебно во 2018. Во 2018, да, запиши се информатика. Ја не се запишав во тоа информатика, ќе го кажам и тоа. Значи едноставно бев внатрешно свесен дека јас не треба да куцам. И доаѓа момент каде што ми се понуди една идеја, мислам, различни идеи ми се нудеа цело време. Јас цело време пробував се да правам. Работев афилијет маркетинг со еден дечко Филип на една платформа што се викаше Ideatomics. Продававме анимирани видеа, он ги правеше, јас ги продавав. Праќав секој ден мејлови на различни клиенти и целта беше на секој донесен клиент за видео што ќе го купи, ќе го нарачи од кај него, ми даваше процент. Во меѓувреме се запознав со еден мој денеска многу добар пријател и родни ни сме, Стефан. Заедно почнавме да работиме sales и продажба на различни дигитални продукти. И тука јас веќе влегувам у момент каде што сум сигурен дека јас одам по траекторијата по која што сакам да одам. Значи тука беше тоа, ајде да кажам, таа пресвртница што се случи, бидејќи моите родители се адвокати, едно попладне, мојот комшија го видов како се враќа он е моментално адвокат, како се враќа од факултет со 10 книги што ги носеше, кои што беа многу дебели, додека да почнам да работам продажба и маркетинг, до тој момент не бев фан на читање и не сакав ништо поврзано со книги. И кога го видов и кога го прашав, викам на кој факултет си, вика на правен, викам супер, јас најверојатно на правен нема да одам. И бара факултет што нема книги. И заради тоа се запишав на информатика. Значи факултет што нема книги. Добро, тоа е многу валиден одговор. Да, Се имам да. друго прашање, дали денеска читаш книги? Многу. Со мајка ми кога прави момент, вика, порано вика, читаше една те терав и тоа не ми даваш, ќе рече, нема да идеш надвор дека не прочиташ 10 страни. Значи, сме го комуницирале ова многу и едноставно не бев фан на читање книги. Имаше веб сајтови во тоа време. Секоја лектира што имавме усредно, Ги имаше... да, ја прераскажана, ја читав. Единствена книга што имав прочитана од прва до последна страна беше Патот околу светот. И може да уште 2-3 книги основно, Зоки Поки и така натака. Али дојде момент кај што почнав да слушам луѓе. Нели, целото знаење на овој свет на нас не е бесплатно денеска. Денеска да останеш неедуциран е избор. Ништо повеќе. И дојде момент каде што почнав да се едуцирам прво нели на YouTube. Имав многу ментори во периодот додека работев продажба и маркетинг и нетворк маркетинг, кои што нагласуваа дека е важно да се чита. И толку тоа сериозно го сватив и мислам дека дојде ситуација каде што читам 20 до 30 книги годишно денеска. Различни, повеќе тоа е психологија. И обично на почетокот гледав книгата мене ме смирува. Ми дава да се смирам, не размислувам на се и сешто и многу помага. Зошто? Обично многу една лекција што би сакал да ја споделам со сите што не гледаат. Гледајте книгите што ги читате да бидат од луѓе кои што навистина направиле нешто во животот и тоа го прераскажуваат они самите. Например, има книги кои што се напишани, не знам, за финансии и така натака, кои што се цитира дека се напишани, не знам, од Роберт Киосаки, а ги има напишано некој трет базирано на интервју што го имаат направено. И јас обично на почетокот читав се и се што од психологија, пример, не знам, Богат татко, сиромашен татко, ми требаше година дена да натера мајка ми да прочита книгата,
пошто толку ми остај печаток сериозен. После, не знам, Калугерот и така натака, од таму почнуваш, нели, и влегов во Наполеон Хил. Многу ја студирав неговиот начин на работа, бидејќи навистина има интервјуирано многу сериозен кадар на луѓе. Зборам од моментот на Ендрю Карнеги, кој што е еден од најбогатите луѓе во светот, до Бенџамин Франклин, кој што има исто многу сериозна позадина позади него, и навлегов да ги учам нивните принципи кои што помагаат во формирање на нешто твое и како треба да размислуваш. Да, фер. Да. И мислам дека сите принципи кои што имам денеска усвоено, еви во работата со клиенти и со луѓе и со станоци, се што правиме и нетворкинг на настани. Се произлезено од Да, нив. се користам од таму. Многу ме интересира дека спомна дека си имал многу ментори на кои те обучувале, еве, дали тоа било network маркетинг, sales, и се моментално што работиш или па си работел. Кажи ми како си стигнал до тие ментори? Знам дека има период во твојот живот кога што се сели во Скопје, претпоставам од кога си се преселил, тука веќе влегува во делот кога што влегаш во вие води, затоа ако може таму веќе да почнеме малце. Може, да, може. Мислам дека и време. Значи, прво почнав да читам книги од Грант Кардон, не е битно. И дојде момент кај што многу е битно кога сакаш да се едуцираш, да се бидеш на право место у право време. Тоа да. Дали мислиш дека е среќа во животот ако понекогаш се погодиш право место, право време? Не. Мислам дека не е среќа, сами ги креираме тие работи. Со начинот на размислување, со желбата во нас да направиме нешто за себе подобро, пошто нели како викаат, за да се сменат работите околу тебе, мораш да се смениш ти. И тука мислам дека има голем проблем кај нас во Македонија. Не се спремни луѓето да се менуваат. Сакаме со истиот менталитет, со истите навики, се што правиме во текот на денот, со се тоа што сме го стекнале како деца, да направиме нешто различно за себе и за околината и да направиме некој бизнис. Не бива, мора да се смениш. Би сакал само да спомнам за делот каде што работевме network маркетинг продажба, значи имало моменти каде што морав да почнам да тренирам деца, фудбал во Штип, Брегалница. До ден денеска си пишувам со некои дечиња, пошто беше тоа најмалата генерација која тренира в 2014. Направивме интересни успеси за тие 2 години. Некои пари што заработував, ги реинвестирав во бизнисот и во се што градев тогаш. Тие пари ми беа пари за семинари, одев на многу семинари, на многу обуки, на многу презентации, сме патувале сегде со дечки, вешо денеска изградивме една многу интересна платформа, за која ќе спомнеме после. Сум бил во Белград месец дена со последните пари, сум правил состаноци, се јавив на факултет да кажам, видете, тука сум, морам да работам, ќе се вратам, ќе полагам. Значи, спиев кај исто една другарка што работеше со нас во тоа време. Значи, бев спремен да превземам жртва. И не ме интересираше крајот каков ќе биде, искрено. Сега не сум модел до тој степен ризик. Ама се гледа дека пак голем чекор, да, значи, голем се што залог сум се зема. заработувал, се било реинвестирано во себе, трошено во себе. Најинтересната работа е што во тој целиот период секој пат имав клиент. Тоа ќе ми беше константно си имал фриленс проекти. Да. Кажи ми, каде ги наоѓаше ви клиенти? Тоа дали во Србија ги наоѓаше, дали некој тука од Македонија биле и како ги наоѓаше, што работеше за нив во тој период? Ќе звучи апсурдно ако го кажам ова, ама до сега секој пат кога ќе помислев, види, сакам клиент, ќе се десеше ситуација кај што ќе отидам на некој состанок, ќе запознам некој основач на фирма и ќе договориме состанок. Или ќе отидам на некој настан, ќе се деси нетворкинг, ќе закажам состанок со некој што сум го запознал и ќе ми стане клиент. Значи, бев на еден состанок во Скопје, на масата беше човек кој што ден денеска води многу успешен бизнис во Македонија, до ден денеска сме пријатели, и ми кажа ми треба маркетинг, а мене секој кој ми каже ми треба маркетинг, јас одма викам. Јас сум тука. Да. И дојде еден многу интересен проект за една фирма која што продава електрични велосипеди, тротинети и така натака во Скопје. Не можев сам да го хендлам тоа, да го работам. Почна тогаш во тоа време еден мој пријател од факултет, Павел,
до денес работиме заедно. Почна со мене да го работи, тоа беше првиот посериозен клиент што го работевме заедно. И во позадина пак работев се и се што, пак грешев. И ми беше тоа некој приход кој што нон-стоп беше реинвестиран во себе. Значи, за мене беше нормално да отидам да купам книга од 600, 700, 800 илјада денари. Значи, тоа за мене ми беше... Многу е битно парите кои ги трошиме за себе. На што ги трошиме и како го гледаме трошењето. Јас го гледав како инвестиција во себе. Така да, дали е пример за секој семинар што сум бил присутен и што сум одел, сме оделе во град кај што можеш да спиеш. Не можеш да одиш за еден ден. На почеток одевме за еден ден. Сме правеле луди тури, кај што дома сум се враќал со кајмак и ништо повеќе од тоа и ме прашувале моите што се дешава, зашто не заработуваш пари. Се дешавало такво нешто. И било еден нормален процес низ кој што јас само знаев, многу е битно и да знаеш кај одиш. Каква ти е целта во животот, каде сакаш да се движиш, пошто на крај на денот кога гледаш тоа не те интересира ништо. Со последни пари се десило да со мој другар да рентаме кола, да идеме за Белград, да ме казнат 2 пати по пат, да ги давам парите по тоа и да се вратам дома без пари. Значи тоа е процес, џерни кој можеш да го поминеш. Се гледа дека стварно големи ризици тога превземаш. За тие години. Дефинитивно за тие години. Сега имам прашање, еве, како што спомна, што по конференции и по семинари цело време и да продаваш и да учиш, да се кога веќе повеќе клиенти се умеѓу време клиенти си има. Кога повеќе клиенти се собираат и веќе не можеш сам да работиш на нив, како изгледа тој процес тука? Што е следниот чекор ти што го правиш? Следниот чекор што го правам е одма барам дупликат на Јован. Дупликат на Јован е многу тешко да најдеш, треба некој да почне со тебе да работи. Да има истата желба, мотивација, тој драйв. Ама секој пат се трудев да најдам некој кој што има визијата јас која имам и знае што правам, знае што сакам да направам за клиентите и помага да го направиме нештото. Правам инстантно тим од луѓе кои што сметам дека се луѓе кои што може да ни помогнат, ги делиме тасковите, секој пат сум бил тој кој што на клиентот му дава репорт, зборува со клиентот, тоа го пренесува на луѓето со кои што работи. Да, и на почетокот, секој пат кога сме го правеле тоа не било едноставно, ради тоа што бев во ситуација кој што учев. Многу е интересен моментот каде што работиш за некој, доставуваш таскови, носиш резултат, не носиш некој огромен резултат, носиш некој резултат и после треба да направиш ти состанок, па треба да седнеш со луѓе да им објасниш, не знаев тогаш ни што е ClickUp, ни што е платформа за... Колку години имаше тука? Од прилика? 23 имав тука и дојде најинтересниот момент од мојот живот, каде што одлучив да, бидејќи израснат сум во Скопје, факултет бев во Штип, и дојде момент кај што викам, окей, се враќам назад во Скопје. Да. Зошто? Бев свесен дека дека е од аспект на економија многу постабилен град и појак град, побрз град, поголем број на можности имам тука, ама внатрешно не бев спремен што значи чекор да живееш сам. Значи, се преселивме со мојата девојка 2023 во Скопје, во стан под кирија. И доаѓа момент каде што стануваме на Сабајле, еве чисто да ги спремиме дечкиве што планираат да се селат, стануваме на Сабајле и ми звонат за кафе другариве. А јас возам со колава на кај Драчево, и ми се јавуваат и ми викаат, абе, кај си, викаат, знаеш, да пиеме кафе, абе, викам, јас се преселив веќе во Скопје, моментално викам, одам плакар да купам, пошто немаме установ плакар, има се, викам, плакар нема, а без плакар не бива, одам, викам, да купам плакар. И ја затварам слушалката, и пак сежам се, ја затварам слушалката и си викам самиот на себе, добро, викам, дали си нормален ти? 23 години, викам, кај што треба да уживаш, викам, во годините, младоста, во студиите. Кај што се ти е дадено на тацна од твоите, ти правиш чекор кој што за околината прво е неразбирлив, несватлив, моите не ме поддржаа да го правам тоа. Одма, нели, јас бев 23, можеш да правиш што сакаш, ама нивното мислење беше да не брзам као. И
возам во кола, дури солзи ми потекоа, викам, добро, шо правам, седум са бајле плакаролам да зимам, кој што треба да го монтирам сега цел ден на сабота е. И тие првите неколку месеци се многу тешки. Бидејќи излегуваш од излегуваш од познатото и одиш во непознатото. На млада возраст. Да. Не беше нешто, не знам, огромна промена, се одиш на 70 км од кај што си студирал, нели? Ама пак не знаеш кој прашок да го купиш у маркет, не знаеш што значи да идеш секој ден у маркет. Многу убаво си кажа, искачеш од познато во непознато, надвор од комфорт зоната. Дефинитивно. Од тука, како што се преселуваш у Скопје, претпоставам клиентите продолжуваат или тука веќе има пауза? Има пауза, сериозна пауза има. Може би некој 3-4 месеци имав еден клиент, па имав некоја пауза од 4-5 месеци. Уште сум во фаза каде што учам што значи да станеш са бајле, да не ти прави мама поедок, што значи да мораш да излезеш да испланираш денеска што ќе се јаде, се што ти треба го правиш сам. Јас секој пат сум имал поддршка од моите родители за се во животот и за тоа сум многу благодарен, али дојде момент кај што се трудев претежно тоа што треба денеска да го правам сам и сам да ги носам одлуките, да донесувам одлуки сам за себе. Дојде момент кај што требаше завеси да се купат, кај што ја тоа на 23 години не сум го размислувал. И сега одеднашка трошиш за кафиња, ручеци, излегуваш за гориво и сега сваќаш дека мораш завеса да купиш дом. Стан дома мислиш перешалишта, готово. Да, не знаев машина како се уклучува, искрено. И тоа е моментот на кој сум многу благодарен денеска, бидејќи тоа ми изгради. И дојде момент кај што многу работев. Прво гледав да се среќавам со луѓе почесто, за да не ја осеќам толку промената во себе, али стварно би ги советувал сите дечки кои што стварно сакаат да се дисциплинираат самите себе си и да тргнат во една нова авантура, во еден интересен, интересен правец, каде што треба сами да носат одлуки, тоа ќе ги изгради многу во личноста кој што треба утре да бидат. И ќе им го олесни патот ако планираат да градат, дали е компанија, дали е платформа, дали е бизнис свој, дали планираат да работат на некоја позиција која што е, на некој high level и така натака, многу помага тоа. И на различен начин после се справуваш и со работните обврски во животот. Дефинитивно сам се попација лекција сама по себе. И сега од таа сила што си имал и сам да се преселиш и сите мислам чекори до сега што ги имаш направено. Следно нешто, мислам по полека клиент по клиент како што ти се собирале, станува премногу и тука градиш агенција. Вака. Агенција фиктивна направив пред да се преселам во Скопје, која што се викаше Add2Box, кај што јас праќав мејлови и нудев продукти и сервиси како Add2Box. Денеска тоа на LinkedIn ми стои уште најдоле во Experiences. И дојде момент кај што сакав, многу ми беше битно да влезам во компанија и да научам како функционира тоа. За да можам утре јас да водам своја компанија, сакав да го научам тоа од луѓе кои што се во таа сфера полого време. И почнав да работам со една IT компанија од Скопје, до ден денес работиме. Тука научив техниките за продажба, B2B, маркетинг исто така, што значи да си на состанок со сериозна фирма. Работев part-time прво, значи што значи да си на состанок со сериозна фирма, како треба да разговараш, како да се понашаш. Може ли да споделиш некој совет? Да. Кај нас во Македонија Бираме многу поразлично од било кој состанок состанок странство. И да сте на време, не сте на време на состанокот. Совет што би дале, не сите газди се исти на компании кај нас. Не сите размислуваат out of the box и треба да го приспособиш разговорот на левелот на кој што е тој со кој што го држиш. Тоа би го кажал како совет. Дали тоа твоја мислење, пример, доколку, пример, истата таа личност е на многу повисока функција од тебе со многу повеќе
on paper искуство и знаење. Обично многу луѓе се кај нас со его, големо его, и едноставно треба да прифатиш дека мора да биде на тебе саат време и да разговараш. Така би го кажам. Многу валидно. А има и луѓе кои што се многу природни, до ден денес имам такви пријатели кои што се не се на функција, ама се висока функција во своите фирми, кај што едноставно него не го интересира тоа, сите се за него исти и разговара на ист начин. Бев на еден доста интересен саем во Холандија, кај што требаше да одам да разговарам со луѓе и да собирам контакти. Немав срам уопште, собрав 30 контакти кои што после се конвертира во продажба. Значи нема срам едноставно. Значи ме научи на многу работи. Тоа и до ден денес ме учи, затоа сум многу благодарен и за луѓе кои запознав и за луѓето со кои што работам денеска. Јас сум многу голем број од младите не се спремни да учат. Многу не се спремни да учат, сега не сакам да се делува дека јас сум не знам што и дека давам некој си совет, али стварно е така. Многу голем дел од младите не се спремни да учат, а мораш да сватиш дека мораш да учиш секогаш. Посебно денес со ресурсите што се зададени, со вештачка интелигенција, со толку многу голем број на настани, на конференции, на се што се организира околу нас, почнувајќи од кај нас од Македонија, па се нанадвор, како што кажа на почетокот, нема изговор денеска за незнаење. Да, нема изговор за незнаење. И многу учев од еден мој ден денешен дигитален ментор, Кевин Трудо се вика. Многу имам научено од него. Сакав да одам и на еден настан дури во Бостон, но не се деси, тоа што бев многу млад, не бев нигде вработен и не ми дадоа виза да одам. До ден денес учам и вика дека мораш да учиш и дека ако ти каже некој дека ти му објаснуваш што он ти вика знам, не знае. Значи многу кај нас во Македонија општо сите не знаат дека не знаат. Да. Има 4 фази кои што треба да ги поминеш. И после треба да си свесен дека не знаеш, па да знаеш дека знаеш и одиш во некоја наредна фаза. И затоа викам, ми имаат кажано дека мораш нонстоп да учиш, дека се е лекција во животот, секој неуспех е лекција, дека треба да паѓаш, да грешиш. И во тој период од кога се преселив во Скопје, пак кога се вратив назад, пошто тука израснав, кога се вратив пак назад, бев некако внатрешно сигурен дека јас морам да најдам начин да почнам нешто да градам свое. Многу ми е мило што ја започнеме оваа тема. Сакам на кратко првично да ја спомнеме самата агенција, што прави агенцијата, со какви клиенти соработувате вие и после тоа мислам дека ќе биде многу интересно за новиот стартап што го гради. Да, значи сме работеле со клиенти претежно B2B маркетинг, LinkedIn, водиме различни профили на LinkedIn Authority, што е многу битно за еден бренд да се гради. Има многу основачи и лица кои што водат компании, исто така и компаниски профили кои што навистина немаат време и ги запоставуваат тие работи да бидат активни таму, но за добро, целиот корпоративен свет е таму присутен. Има луѓе кои што не ја сакаат таа платформа, јас и многу ја прифаќам, сум запознал многу добри луѓе таму, исто така и вас и Стартап клуб Скопје и така натака. Маркетинг сме работеле, значи full execution маркетинг, кај што можеме да влеземе во компанија и да го замениме целиот маркетинг департмент, зошто да едно лице да работа за 7 души и така натака. Од UGC контент до целосни лид магнети, каде што знаеме низ каков процес треба да помине еден лид за да дојде ситуација да дојде на состанок и потоа тој состанок да се затвори. Имейл маркетинг исто така, значи тоа ми е една специјалност која што до ден денес ја работам и многу си ја сакам. Многу луѓе се на имейл, секој ден отварам имейл са бајле кога ќе станеме. Веќе дури мислам дека знам во колку саат во текот на денот треба мејлот да го пратиш за да го види човекот. Дури колку мејлови треба да пратиш за да ги види. Дали сакаш да не ги споделиш тие информации? Петочки не праќам мејлови, пошто сите се изморени од неделата. Понеделник са бајле до 11 никако не праќам, зошто? Ради тоа што знам дека са бајле кога ќе стане CEO-то или тој што е key decision maker во одредена компанија, едноставно до 11 се што се собирало од претходна недела му стига.
И сега како он мојот мејл ќе го види. Така? Знам, пример, обично знам дека треба да се праќаме мејлови во период од 12 до 3, дури направивме наш софтвер позадински кој што го користиме за тоа, кој што дефинира специфичен ICP, пример, не знам ако компанија продава не знам прави апсайлинг или така натака, правиме специфичен ICP за таа компанија, тоа се го прави софтверот и имаме алатка која што користиме AI, која што праќа структурирани мејлови со subject line, со се. Во просек на 3 дена праќам follow-up, 6 дена втор follow-up и после 11-тиот ден му викам види ако веќе не ќе од мене да слушаш, кажи ми. После пак го ставам у некоја си листа, го квалифицирам за потоа да го контактирам. Сме затвориле многу сделки, сигурно над 30-40 евра само преку мејл збориме, кој што е интересна сума на пари и е достижна, зборам, ради тоа што пак ќе кажам, сите CEO-а се таму, сите ликови на кои што треба да дојдеш до нив да ги контактираш, не веруваат сите во имейл маркетинг. Така да во принцип сме работеле со секакви клиенти, работиме со секакви клиенти, претежно е B2B сме фокусирани, али многу ми е интересно, сакам да работам со луѓе кои што имаат некоја своја креативност за својот бизнис кој што го развиваат. Нели, има секакви бизниси, секакви индустрии, али треба нештото и кај мене да кликне, за да кажам, види, окей, ќе му пишам сега на Јован, да видиме да направиме соработка. Многу сакам луѓе кои што се креативни, гледаат некоја своја визија за нешто, и обично со сите луѓе кои што денеска работам, и фирми, и клиенти, се луѓе кои што имаат таква креативност за нивните компании, и ми е многу мило што соработувам. Лесно е се поврзаш со тие компании, бидејќи тие имаат некаква визија да изградат ништо нивно, на истиот начин ти како што имаш визија да изградиш нешто твое. Колку луѓе сте моментално во тим? Мислам 7 моментално. Секој си има различна улога. Уште со мене, мислам уште работи со мене и Павел, така да уште од првиот проект кога го фативме заедно, работиме до ден денеска се што заедно, сите проекти ги работиме заедно. Многу сакам да се запознам со дечки кои што сака да пробаат нешто да прават. Секој пат сакам да работам со некој што сака селс да работи. Така да дури направивме еден интересен концепт кај што плаќаме по лид, за секој донесен лид плаќаме. Така да секој што сака да работи селс, може да ме пише, да ме контактира, да се чуеме. Стварно ми е интересен дел тој, нели, да дојдеш до луѓе, да ги сконтактираш, да ги донесеш на состанок. Така да За сите заинтересирани, ќе го најдете на LinkedIn, ќе му пишете порака и тука да ви помогнеме. Да. И баш и направивме една платформа за тоа, ќе ја спомнем, нели, после. Интересно е, се градиме уште учам како функционираат компаниите, уште учиме што се системи, без добар систем има хаос, не функционира нештото. Така да учам од успешни компании, од успешни луѓе какви системи внатрешно имаат имплементирано во своите тимови, како работат, бидејќи сакам се што е да биде систем. Ако не е систем, има хаос, а ако има хаос, луѓето се незадоволни, клиентите се незадоволни, секој е незадоволен и нема резултат. Од тука, покрај што се тера агенцијата, како што се тера, ти, заедно со твои пријатели, решавате да основате ваша друга компанија. Уште нешто. Да, вака. Имам прашање. Што ве натера да сакате уште да градите нешто ново? Наспроти само да се терате агенцијата и да се терате само повеќе клиенти. Вака, јас бев се запишав на Brainster, каде тоа не го спомнавме. Ден денеска ќе им бидам благодарен на тие луѓе, сите се супер таму, од сите што се во таа корпорација. До ден денеска сме во многу добри односи и многу добро си работиме. Со сите сум окей. Ми помогна многу академијата. Прво ради тоа што запознав веќе луѓе кои што имаат агенции во Скопје, луѓе кои што градат бизниси, кои што градат платформи. И ми дојде желба, кога бев последнава недела кога работевме, требаше да избереме дали да работиме на проект наш или на проектот клиент. Ќе се надоврзам дека не знаев како требаше да се плаќа таа. Значи, знаеме колку се академиите кај нас, дека не се ефтини и дека пак не размислував како.
сериозен износ е, не размислував како. Едноставно само ова се дешава, значи пред работа со клиенти, пред се. Значи едноставно сакав додам таму зошто? Ми требаше промена, ми требаше нова конекција, ми требаше да учам, бидејќи сум бев сигурен дека има работи кои што јас не ги знам од маркетингот. Затоа отидов таму. Нели некој сега академија, па имаш се на YouTube. Да, ама кога видов дека те учат луѓе кои што поминале низ патот низ кој што сакаш да се движиш, тоа за мене беше зелено светло. И кога пред да завршиме, викам чекај малце. Дај да направам нешто. Не бива вака. Морам нешто да направам, морам нешто пак да креирам. Ради тоа што внатрешно те тера да креираш нешто и се дешава ситуација кај што недела дена дома гледам подкасти. Значи гледам подкасти, викам чекај, морам да најдам нешто што моментално го нема. Или некои луѓе викаат зашо сега ти да правиш нешто што го нема. Едноставно сакам да бидам креатор. Така се осеќам, затоа сум веројатно роден дека треба да креирам нешто секој пат во животот. И седнав дома, размислував и тој инфлуенсер маркетингот толку ме привлече како индустрија. Зошто? Прво почна да се гради сериозно многу добро. Компаниите на светски рамки инвестираат над 80 милиарди долари во инфлуенсер маркетинг индустријата. Сериозна индустрија е индустрија која што многу бизниси благодарение на таа индустрија направија многу големи успеси и ден денеска прават, заменува многу сериозни маркетинг кампањи и сваќам дека сакам таму да се насочам. И почнувам да студирам и ми текнува една идеја која што ние до ден денеска ја развиваме и е платформа која што ја градиме, апликација која што се надевам за година дена најкасно ќе биде лајф и ќе биде све како што треба. Да правиме лансирањето тука кај нас. Тоа обавезно. Веќе сме на некои 30-40%, така ја развиваме. Сакам да помогнам на сите мали и средни креатори. Тоа ми е целта. Бидејќи знам колку се трудат, многу сум среќен што гледам луѓе кои што сакаат да се искажат на социјалните мрежи на некој нивен начин и да бидат уникатни. Дали е травел, дали е шминка, дали е мејкап, што и да е, сакам да ги слушам и сакам на луѓе кои што имаат, не знам, 5.000, 10.000, 15, 20.000 followers да направиме нешто со нив што ќе им помогне да станат многу поуспешни. Тоа го размислувам. Самиот по себе пробав да бидам креатор, направив 4-5 видеа, така ми стојат кај мене на Инстаграм, снимав YouTube 1 година и пол на српски, не знам зашто на српски го снимав. Варја, пошто тој пазар го работевме долг период и направив 300-400 сабскрајбери, ми пишуваа различен вид на луѓе, ама сватив дека не сакам на тој јазик веќе да зборам. Така да тие видеа си ги архивирав сите, за кој ќе бидам повозрасен да се смеам и да си ги гледам. У план ми е нешто да правам натака. Имам многу идеи у глава, многу идеи имам, ама ќе си дојде време. Да се вратиме на главното, одлучувам дека сакам да почнам да правам платформа. Да. Нов стартап, нешто ново. Ново, од нула. И не знам што се дешава, стига еве од АВРМ, повик дека се повикуваат сите млади дечки што сакаат да основаат бизнис, дека државата дава грант од 10.000 евра за да се почне компанија. Многу коментари читав на последниот повик што го објавија, дека не се доста тие пари, дека се малку пари и дека јас сум многу благодарен за тоа. Да не беше АВРМ, искрено држава да не беше, да не ми даеше поттик, као седам на LinkedIn, скролам и ми искача повик дека јас само треба да аплицирам со идеја и децит, толку. Викам, чека малце сега, луѓе во мене можат да ме поддржат со средства кои што јас треба да ги реинвестирам во опрема, за да јас основам за да основам некаква. Која година беше ова отприлика? Ова беше лани. Лани? Лани мај го отворија повикот и викам окей, супер, ќе аплицирам. И сега читаш и дознаваш дека тоа значи отвараш фирма во Македонија, каде што си 2 години обврзан да си пушташ минималец плата, која што е 36.000 денари со се придонеси, нели? И треба да одржиш фирмата 2 години активна. Ако не успе, ако ја затвориш после втората година, не треба да ги враќаш средствата. Не размислував, пак доаѓам во ситуација која што ја не мислам на платата, ништо не мислев едноставно. Ако ме разбираш. Те сваќам потполно.
тука само сакам да додадам, мислам, посебно државата вака ретко има, од тука гледајќи од гледна точка од Стартап Клуб Скопје, ние се што правиме, ретко има голема поддршка за стартапи кај нас и за некој да изгради нешто свое, а имаме многу интересно нешто, мислам, малце self-promotion over here. Имам идеја. Само што го отворивме пред скоро време повикот за 4-та инкубаторска програма Имам идеја. Ние финансиски лично не помагаме, но ние помагаме на многу други начини, од менторска поддршка. Тоа е 3-месечна програма каде што секоја недела врвни експерти низ цел свет доаѓаат, помагаат, едуцираат. Значи сме имали експерти и од Make.com, и од Америка сме имали инвеститори што доаѓале, те едуцирале, те помагале за ти како да стигнеш од некаква идеја до почетен MVP. Значи првично до таму. На крај преку нашата мрежа и од инвеститори се добиваат инвестиции, имаме демо ден. Сум бил на неколку и дечки што имаат од кај вас, имам и пријател кој што има веќе благодарение на вас дојдено до инвеститор, има компанија денеска, апликација е поточно, до денеска сме блиски и сум бил кај вас тука на неколку дечки што имаат презентирано, така да треба луѓето да го користат тоа. Дефинитивно. И мислам дека него ни користа доволно. Не го користа доволно, како што кажа преска, сите ресурси што ги има, бидејќи отворен е повикот, бесплатно е за аплицирање, не само овој, и од државата што ќе аплицира, и од други организации, не мора само да е за градење на бизнес, има многу работи што има бесплатни повици што можат луѓето само да го направат и чекор. За сите што гледате и имате своја идеја, и ако се мотивиравте бар до сега, а дефинитивно верувам од Јован, повикот е отворен до 10 септември. Аплицирајте. Верувам дека бар самиот процес ќе ви отвори очи малце повеќе од како се гради еден бизнес. И сега се навратиме. Да се вратиме на ти како го изгради. Мислам. Ти како го изгради твојот бизнес. Вака, аплицирав и беше лето, бев на одмор и ми се вуват во септември и ми викаат, ние, пошто кога аплицираш треба да даеш идеја да оставиш, нели? Твоја идеја кажуваш и ако смета дека е релевантна за пазаров, ти звонат и прифаќаат. Ми се вуват и ми викаат, ти избрав ме вика да ти даеме грант. Супер. И ја викам, лев, сега прво не ми беше верно. Значи, многу бев среќен у моментот. И звонам одма на мајка ми, кажувам се, нели, едно друго. Супер, секој што треба. И беше една преелиминарна фаза имаше, каде што треба да направиш бизнис план, ти доделуваат ментор, правиш бизнис план. Супер ментор имав. Правиш бизнис план, го доставуваш и после ти потврдуваат дефинитивно дали даваат грант. Направивме супер бизнис план. Ми даваат грант. Умеѓу време, пошто знам дека на чаши Прокредит банка пишува, многу ги сакам. Кај нив сум со све, со фирма, со физичко лице, со се. Супер банка се. Моментот кога требаше да се достават фактурите за ќе им направиме и реклама, кога требаше да се достават фактуриве, треба да собереш фактури од опрема што ти ќе ја зимаш за фирмата, ги носиш фактурите, треба да ти отворат трезорска сметка и за да може АВРМ држава да ги префрли парите, да се плати на фирми во Македонија и да си ја подигнеш опремата што ти ја заработа. Јас во 5 минути влегов кај нив, остив документи, отворија трезорска сметка, се вратив назад, ги дадов документите, за 7 дена поминаа сите фактури и си ја земав опремата. Значи, многу сум им благодарен. Многу пријатели имам и таму. Како што вика рекламата, таму каде што си. Да, таму каде што си. Така да, многу сум им благодарен, многу им помагаат и за фирмата, и како физичко лице, и се, супер се. Прокредит банка општо и за фриленсери, и за стартапи ги има предобри пакети. Почнувајќи за стартапи, што го имаат новиот сега стартап пакет со ProStart, дополнителни фриленсерскиот пакет, што постои многу подолго време и многу фриленсери што сум разговарала и на подкасти и на фриленсерски дружби вака во живо што сме ги имале, биле многу задоволни, затоа еден голем поздрав до Прокредит банка од тука. Да, и ќе кажам дури кога бев фриленсер, дури кога не бев нигде пријавен, кога немав никакви сигурни приходи месечно, имав приходи кои што беа годишен XYZ износ,
ама ми дадоа неверојатна можност, што до ден денес ќе ми дам благодарен, бидејќи сите банки бараа да бидам пријавен. Така да, ево уште една работа позитивна многу. Почнавме, умеѓу време, седиме на кафе со моите другари, Бобан, Стефан и Живко, и сакавме да направиме нешто. Нешто што на нас ни требаше кога почнувавме. Нешто што многу ни беше важно ние да го имаме како помош, и сме 100% сигурни дека ден денес им треба на многу млади, и така дојдовме во ситуација да почнеме да правиме стартап. Позадина јас друг стартап правам, па почнавме работа со клиенти, ми се јавија луѓе на Инстаграм кои што ме следат долго време, сериозни компании, почнавме да работиме маркетинг и така натака, па моево стана агенција, позадински градиме, нели, ја градиме платформа, али претежно сме агенција, па се фокусиравме на клиенти, од друга страна почнавме да градиме платформа, која што беше една идеја, која што настана само на еден кафе муавет. Еден ја даде идејата, друг ја допуни, трет кажа јас сум за, четврт кажа јас сум за. И сега доаѓа еден интересен Како момент. обично идат. Да. Многу интересен момент доаѓа каде што ни вика дека не е убаво да имаш партнер кога градиш нешто. Зборевме со луѓе, искуства ни кажуваа само. Не е убаво ни да имаш, и пример, другар како партнер, роднина како партнер. Тоа се обично разговорите што се кружат во вакви заедници. Да, али што се дешава? Јас сум маркетинг. Они се сейлс повеќе. Ама различни видови на сейлс. И јас бев сейлс, нормално, заедно бевме, работевме доста време, али некако кликнавме, бидејќи уште од старт се знаеше кој што треба да прави. И нормално, кога почнеш бизнис, другарството е на страна. Не го мешаш другарството со бизнисот, бидејќи ако ги измешаш, било кога ако ги измешате емоциите у бизнисот, губите. Значи, бизнисот не треба да има никаква емоција. Дури и со партнер да го правиш, и со сопруга, не знам, со девојка, со било кој, емоцијата која измешаш, првиот момент кога измешаш емоција во бизнисот, губиш многу. Значи, бизнисот не е тука за емоција. И имаше моменти каде што не сме се разбирале. Ева, например, најинтересно ми беше, се смеам, пошто стварно најинтересно, седнавме да бираме име, и биравме име 2 месеци. Зошто? Прво ја кажувам имиња, па кажува Боби, па кажува Стефан. После друг кажува имиња, а мене која ја стартав мојава фирма, знаев дека ќе биде инфлуера, пошто сакав платформа во инфлуера да биде, ама сега ќе видиме дали ќе биде инфлуера. Значи сега се вика инфлуера, нели, агенција ваша работа, ама од друга страна мислев ми име за платформа. Мисли 2 месеци, не може да се одлучиме. Избравме име и ни олесна. И сега доаѓа најтешкиот дел, лого. Ако сум маркетинг, пример, имам дечки, пример, Боби е поестетичен. Он сака естетиката да е, знаеш. И сега се лого, праке. И додавме до некој лого. Баравме нешто што ќе символизира комјунити. Пошто ние градевме комјунити долго време. И баравме нешто што ќе символизира комјунити, знаеш. И ни текна една интересна идеја, и 2 рачиња вака кај што се спојуваат. Да. И тоа ни е до ден денеска логото. И почнавме да градиме. Работевме. Почнавме прво да бараме девелопер. Зошто девелопер? Па ние не сме девелопери. Да, има AI, ама треба и човек што знае да кодира со AI, така? Нели, не можеш само да фукнеш промпт и да очекуваш дека ќе се деси чудо. Значи треба работа. Дојавме од еден дечко кој што имаше визија како нас. Му плативме нормално, бидејќи веќе 4 на едно место не бива 5 човек, му плативме, нели? Ја направивме платформата и почнавме да работиме маркетинг, али word of mouth. Значи, чисто само препорака на блиски, на роднини, на пријатели дека сме направиле платформа. Да пробат. Така, да пробаат. И почнаа луѓе да ја тестираат платформава. Ама се дешава еден интересен момент, еве супер, нели, пошто темата ни е фриленс стартап и вие сте стартап клуб, еве чисто да кажам, да обрнат внимание дечкиве што ако градат нешто свое, нели, денеска, доаѓа момент кога што сакавме да го патентираме брендот. Идејава да патентираме, првичното име беше Колабора, требаше да го патентираме брендот, се да патентираме и ни стигам јас, пошто сум
многу активен на LinkedIn, сакам да изразувам мислења, да кажувам што мислам на одредени теми. Пуштив еден пост кој што направи 2-3 импресии и дошол до некој си основач на некоја колабора LTD у UK, пошто фирмата ни е таму регистрирана, и ни пишува мејл адвокат. Едно сабајле го добиваме мејл, го гледаме, викаме, што се деси сега? Ребрендинг скрос. Ме интересира, од тие 2 месеци името што го смислувавте, не ви текна да истражите на колабора? Истраживме, ама не доволно. Видовме дека има, ама затворена фирма. Ако фирма е затворена, као, знаеш, не е страшно, ама останало некое кое што, пошто нашево не беше само колабора, беше као колабора нао. А ова беше колабора. И сега мислевме дека тоа зборче нема да прави разлика. Клод викаше дека ќе прави, ChatGPT викаше дека нема да прави, и бла, не е битно. И ни стига мејл и сега почнуваме ние да мислиме име пак. А на платформава луѓе, значи ја користат. Иначе, како кажеме тоа на крај сега да не биде само реклама, само сакам процесов да го кажам за да бидат спремни луѓе во нешто треба поминат. И доаѓа момент кај што бараме име, мислиме, но месец дена име мислиме. Повторно истото. Ама ова не ми штима вака, па на другиот ова не му се свија, па вака сме звучеле не сериозно, па вака сериозно, и на крај додавме до име кој што го нема никаде, го патентиравме, Апејон. Значи Апејон као Апејон така нешто. И средивме се, иначе на кратко, Апејон е платформа која што поврзува луѓе и бизниси на кои што им треба промоција, lead generation, sales, маркетинг, без при тоа било кој што ја користи платформата да помине интервју. Да, значи ние позадински имаме тим кој што веќе работи на директни договори склучени со странски и странски компании на Балканов, Македонија, сегде, кај што даваме готов продукт внатре. И секој што е на самата платформа денеска, да кажем, активен, присутен, може да работи комишн, значи да работи, да препорачува прво нашава платформа, има провизија и за тоа, ако сака некој да работи афилиет. Може да препорачува продукти на други фирми, како и сервиси исто така. Од друга страна може да се работи high ticket и имаме и service-based момент, каде што има веќе фиктивен, има дел кој што се плаќа према тој што работи, и другото му е комишн. Значи на некој начин поврзуваме луѓе и веќе готови бизниси. За разлика од тоа што кога ќе влезат нели на Upwork, прво има огромна селекција, треба време, тука знаеш однапред колку си платен, не треба да правиш интервју, само аплицираш и почнеш да работиш. И целта ни е позадински да направиме целосен хаб, комјунити кој што моментално го градиме од дечки кои што сакаат да градат сайт хасл, кои што сакаат да работат sales, и така натака, и така натака. 30 дена има на сите бесплатна платформата, после има месечна сабскрипција од 11.99. Доколку некој влезе малку неподготвен, сака малце да се доедуцира, имаме внатрешна академија која што за наш пазар е ептен. Дефинитивно one stop shop за се. Да, за се, да. За сите што се заинтересирани за платформата, дефинитивно ќе линкува надоле во дескрипција. Може да видат. Така да имаме лайв сесии секоја среда, каде што имаме и дополнителни обуки за било како вид на маркетинг, доколку некој разговарал со клиент, сака да праша нешто, Q&A сесии. У план сме сега првиот најверојатно семинар Апејон Hub ќе биде организиран во септември. Така да работиме на тоа да изградиме комјунити и внатрешно, кој што ќе работи на проекти за цел свет, и sales исто така, и да направиме надворешно комјунити кај што ќе се собираме со различни дечки кои што се основачи, кои што билдаат нешто, кои што градат нешто, и дечки кои што сакаат едноставно да уживаат во нетворкинг со луѓе кои што се амбициозни и напредуваат. Браво. Ова ми е, мислам, многу интересно ми звучи и дефинитивно сега од кога стигаме при крај на епизодата, и од кога те слушам целот приказна од почетокот, што се си помел, значи почнувајќи од
книгите од едуцирањето, цело време нешто ново да учиш од се ново што си пробувал и си работел, до Apeon сега како личи како платформа, почнувајќи од тебе, после тоа заедно со твоите кофаундери на страна, се гледа дека е совршена платформа вако надворешна страна, што дефинитивно ја ќе се приклучам баш да видам. Да, и ќе бидеме на самитот, еве да знаат сите. Здравје во октомври, кој ќе се организира, ќе мора да бидеме на самитот за да допреме до што е можно поголема маса на луѓе да видат дека многу од секој пат сум сакал да креирам некоја вид на можност што ќе му помогне на некој. Бидејќи на мене лично сега ми требаше многу време додека дојдеш до некој да му понудиш да соработуваш со него, а вака кратиш многу голем простор на време за човекот да може директно да прави нешто. Така да сега пример има доста бизниси и фирми кои што имаат продукти кои што сакаат да ги продаваат и сега мора да пушти оглас па да помине 200 кандидати, 300, вака може да не контактира исто така и фирма да ни каже што е продуктот, да споиме со веќе афилиети кои што се активни, пошто е афилиет платформа, нели? И да си работат, да си продаваат. Друго исто така на страна Миломи што го спомна самитот, оваа година од 1 до 4 октомври ќе се случи во Филхармонија. Како што кажа, за градење на заедница и за стигање побрзо до информации до луѓе, оваа година очекуваме над 2000 присутни на самиот самит, со над 400 стартапи, премногу инвеститори, премногу екосистем билдери, цела заедница ќе е тука на едно место. И мислам дека е баш совршеното место од да запознаш нови луѓе, да запознаш нови креатори, да запознаш луѓе што сака да градат со многу ист начин на размислување како тебе, за тоа на страна од се ова што се гради. Мислам дека самитот е друг совршено место кај што може. Многу големо искуство, чисто само би сакал да го додадам, пред нели да се префрлиме на тој главниот дел, имаше моменти каде што имав различни, да кажам, соработки од различни држави, едната беше дури од Австрија, од Италија, каде што пример сите пари што ги имав заработено од дипломската што ја правевме, ги инвестирав таму, па бев на трип у Салцбург, држав презентација, обука, кај што продававме различни продукти. Тоа ми е многу големо искуство, бидејќи и кога правиш план и кога одиш на состанок, фактички целото моје искуство дојде од тие различни држави. Сум бил во Италија исто така во Местре да презентирам со директори од различни корпорации и фирми, што ми помогна исто така многу, дури беше тоа една од првите презентации каде што морав да излезам пред 30 на 40 луѓе да презентирам на англиски јазик. Не ми беше тоа. Сум зборел и на многу посериозен семинар, пред многу луѓе сум дал некој мислење, некој говор. Така да мислам дека многу треба да пробуваме, да сме секаде присутни, бидејќи еви во последниве години и пол гледам да се сврзам со секој основач на компанија. Еве имам неколку до кои што до ден денес сме во комуникација, нема сега да ги именувам, што работат веќе на различни платформи, што градат своји бизниси. Многу сакам да седам со такви луѓе, дури и луѓе кои што имаат и традиционални бизниси, бидејќи и тоа ми е интересно и некој пат сигурно би сакал, најверојатно во туризмот, не знам во што ќе биде, така си го размислувам, би сакал да пробам да тестирам. Значи, бидејќи за се треба ризик, за се треба да... Со исто мисленици. Да. Треба да привлечеш луѓе, дали е тоа B2C, дали е B2B, и така да мора да поминуваме време со... Да грешиме, да експериментираме, да даваме се од себе, бидејќи сепак у 20-тите тоа е најбитното. Тука си најслободен, имаш највеќе време за ризик да направиш, како што кажа до сега. Супер. Како што стигаме до крај на оваа епизода, дали има последно нешто што сакаш да споделиш до гледачите? Да, има. Тоа што би сакал да го споделам е, живееме во ера каде што ни се сервираат многу различни начини на градење на компании, бизниси и продукти, поготово на социјалните мрежи. Многу голем број млади и луѓе што ги знам, обично сакаме да се споредуваме со некој што го гледаме на TikTok или на Instagram, кој што е на наша возраст и кој што нели кажува веќе дека успеал, дека има тоа и тоа, дека заработува толку и толку пари. Јас сакам да кажам дека
за секој има време. Секој треба да го прави тоа што сака да го прави, што го исполнува. Треба многу да се греши. И еве чисто не ни кажавме, еве нели за cold calling, за порање, за звонење по луѓе. Значи најлошото што може да се деси е кога ќе прашаш некој нешто да ти каже не. А секој не е одложено да. И тоа е најлошото што може да се деси. И се е на некој начин игра на бројки. И во секој бизнис игра на бројки. Ако денеска контактираш, не знам, 100 клиенти, 100 луѓе, и 100 ако ти кажат не, ако контактираш 1000, најверојатно ќе добиеш едно да. Или 10.000. Значи, што ако еве денеска, не знам, ви кажам дека треба да контактирате 10.000 клиенти или 10.000 фирми со цел да изградите бизнис. Значи, ако знаеш дека финалната бројка е 10.000, ќе ги контактираш, така? Можеби после петиот контакт ќе имаш клиент или соработка и така натака. Значи, 20-тите се години каде што мора да се експериментира, мора да се греши. Ако јас сега како ги гледам работите, нели некој вика кога даваш совет, сакаш да кажеш дека си над некој. Не давам совет, кажувам мое искуство. Окей е да работиш 3 работи, окей е да работиш од 9 до 5, окей е да работиш, да градиш стартап, окей е да градиш и агенција, окей е да работиш и до 16 часа на ден. Ја денеска стварно многу работам. Не е дека се фалам, тоа е вистина, бидејќи уживам у работата. Јас сум орхохолик. Значи, сакам да работам, сакам да бидам присутен сегде, сакам да пробувам работи, бидејќи така се учи. Така да треба да греши секој, треба да експериментира, не се плашете да грешите и најбитна работа. Секој пат можете да се вратите да го правите тоа што сте го правеле, пример, ако некој бил вработен во одредена компанија, излегува, дава отказ, пробува да работи, да гради бизнис, да гради фирма, секој пат ќе бидат достапни на пазарот можностите за да се вработиш и да се вратиш назад. А поготово во 20-тите каде што немаш нешто што би можел да трпи ако ти одлучиш да се фокусираш и да градиш нешто за себе. Така да пак ќе кажам, за да се сменат работите, треба да се смените вие. Треба за да направите нешто различно, треба да почнете да работите да ги правите различно. Ако правите се едно исто, ќе добивате еден ист резултат. Така да што рекол Ајнштејн, нели, ако правиш се едно исто, тоа е рамно на лудило. А очекуваш различен резултат, тоа е рамно на лудило. Така да, ако многу совети давам, нели, сега многу зборам, али ако на пример како јас ги гледам работите, треба да се едуцира човек. Нели, секој вика ме мрзи да читам, има се аудио, многу те смирува, можеш многу да научиш. Така да, треба да се чита, треба да се посетуваат секакви обуки, поготово самитот што го организирате во октомври, така да ако некој е млад, амбициозен дечко што сака да работи нешто, без разлика што и да прави во животот моментално, јас сум 100% сигурен мора да биде на самитот, пошто кога ќе видиш и колку и да е картата, можеш да одработиш, иди 10-15, ако не знам моментално не си вработен или немаш пари или твоите не ќе да ти дадат, еве на пример можеш да отидеш, не знам, негде во кафич или било каде, одработи 20 дена, стегни се, оди на самитот, не знаеш кој ќе запознаеш, не знаеш со какви луѓе ќе се сближиш. Да, значи како што кажав, париве што ги заработив од дипломскава, што 90% од луѓето ќе си купат кола, ги инвестира во семинар со рента на кола и така натака. Значи, мора да грешат луѓето. Треба да се греши и сум сигурен дека натака и part 2 подкаст ќе направиме, пошто има многу работи кои што мислам дека сега не ги опфативме, а би сакал да ги кажам, да ги споделам. Стварно сум отворен. Секој што сака може да ме контактира. Дали е клиент, дали е некој што сака да влезе на Patreon или му треба било каков совет. Активен сум на социјалните мрежи. Слободно може да ми пише, да разговараме, да се дружиме, да пиеме кафе, така да се надевам дека можам да помогнам да дадам вредност, пошто на крајот на денот, нели, и целта на подкастов е луѓе што не гледаат да добијат некоја вредност од нас и да даваме вредност, бидејќи на крајот на денот јас што викам за 80-90 години од денеска, ова ми е омилена мисла и сега да ја кажувам, или ќе се свртиш назад и ќе кажеш добро беше, можеше да биде подобро, или ќе кажеш животот ми беше ремек дело. Така да еве до сите дечки што не гледаат, направете си го животот ремек дело, дајте се од себе, преземајте ризици, пошто на крајот на денот немаме што да изгубиме. На крајот на денот сите сме гости на оваа планета, како сме дошле, така ќе си идеме.
Така да даваат се од себе луѓето, да не се плашат да грешат, да ризикуваат максимално. Сигурно има идеи кои што уште не се видени, кои што може да ги пробаат, да ги тестираат, бидејќи немаме многу време, кратко ни е времево, и зашто да не пробаме се и да направиме се. Така да имам еден другар, вика, дури вика сега продава еден продукт, вика спремен сум сега, вика палам авион, одам у Дубај и ќе седам, вика таму 40 дена, не знам како ќе ја плаќам киријата, ама ќе одам, вика, од фирма на фирма ќе тропам и ќе го нудам продуктов. Значи, тестирајте, грешете и сум сигурен дека на крајот на денот секој ќе успее. Одличен, мислам дека Долг говор завршеток. за крај. Долг Да. заклучок. Да, а за сите вие што останавте до крај на епизодата, на Јован социјалните мрежи може да ги најдете доле во дескрипција, слободно контактирајте го. И уште еден потсетник, повикот за Имам идеја 4 е отворен. Лајкнете епизодава, кликнете subscribe и се гледаме во следната. И дојдете на самиот, ќе се дружиме.